уште повеќе да се освои медал некој. И разликата меѓу овој што го нарекуваме аматерски бокс и олимписки и он е професионален, многу од професионалниот кога ќе дојдат да се надпреваруваат во овој бокс, па не може да се немало снајдат. многу, прво немало многу, затоа што еднаш како ќе заминат во професионални води, професионален бокс, тешко дека би се вратиле. Освен за можеби настап на олимписки игри. Ајде, Да, меѓутоа и тоа кога ќе го направат, кога ќе се вратат, забележува дека не може да имат успех повторно во овој олимписки или порано аматерски бокс. Тоа е резултат на тоа е причина затоа што тактиката на боксување е различна во овој бокс. Има 3 рунди, нема комоција како во професионален бокс, нели од 10 на 12 рунди, па да започнеш борбата не толку добро, интензивно, па понатака да биде подобро, па да победиш можеби со нокаут, затоа што е се 10-12 рунди, се што може да се случи. Тука нема што да се случи, се само 3 рунди и статистиката кажува негде 80-90% и повеќе борбите завршуваат на поени. Значи, предпоставка е дека преку 90% борбата завршува на поени и ти треба да внимаваш само на тој дел. И ако имаш противник одлично спремен, па дури да е полош боксер посла во наводници, ама е добро спремен и цело време се движи, прави некакви акции, удари, ти ги изгубиш. Џабе си подобар, џабе си професионалец, професионален шампион или било што. Така да имало неколку обида на професионалци во назад да се вратат и не завршиле баш добро. Професионален бокс е професионален бокс во ред, меѓутоа моментот на успех или постигнувањето на успех во овој бокс е далеку потежок поради сите околности. Значи, начинот на борба, тактиката, па и судиите, па и да не кажам се друго. Успехот во олимпискиот бокс или порано во аматерскиот бокс беше далеку потежок за боксерите отколку некаков релативен успех на профирингот. И тоа го прави специфичен овој бокс како таков. Можеби повеќе пари има во професионалниот, не може би сигурно, него да не ме сватат, резултатот е сосема поинаква приказна кога ќе се споредат едната и да не ме сватат погрешно гледачите. Земавме малци од борбата, има многу тука, мислам дека е фаворит тука англичанецот, немаме дилеми. Да не ме сватат погрешно, значи оние шампиони големите не може да ги подценуваме во тешка категорија на онаја, значи оние верзии ги знаат, нели, да не ги повторуваме ВБО, ВБЦ, кои се оние најдобрите, најатрактивните. Тие боксери што се таму шампиони нема збор, се тие најдобрите. Меѓутоа таму се исто така преку 90% боксери кои во минатото били олимписки шампиони. Заклучно со сега последниот Александар Усик, неприкосновен шампион во тешка категорија професионален бокс во сите 3-4 верзии, е всушност поранешен олимписки шампион. Ние го паметиме, јас го паметам од турнирите, светските, европски првенства, одличен боксер. Со такво реноме, таква кариера и сега е и таму шампион неприкосновен. Тој е најдобриот можеби боксер на денешницата. Тој, меѓутоа, таму во профи боксот имате разни верзии, организации, разни титули, па и тоа се смета за некаков релативен успех, баш убаво кажав, нели? До тие такви титули разноразни во некакви, нели, други верзии, па и не мора да значека многу тешко се стига до таму. А од друга страна, нели, во боксот на олимписки игри до медал многу тешко се стига. Многу потешко. И тежината на тој медал има навистина еден специфичен момент и поготово што е на 4 години на крајот од краиштата, не можете да го освојувате секоја година. Така е, значењето е сосема друго. Да се вратиме на борбата. Младиот англиски боксер покажува дека е подобар. Бугарите имаат исто така добар бокс, да се разбереме, но покажуваат и ние меѓу нас, нели, во боксот кажуваме некаква недисциплина во наводници, значи знаат да дојдат и не баш толку подготвени,
па да не изгледаат како да се добри боксери. Но што и да кажеме, сепак бугарските боксери постигнуваат одлични резултати на европски и светски првенства и се од нас секако се далеко подобри. Па имаат извонредни турнири, странџата, да не збориме, тоа е едно мало европско првенство. Одлични турнири, одлична боксерска организација, услови и за тренинг и секако и бугарското општество многу повеќе го цени спортот воопшто, па и боксот секако, отколку што тоа на други места, да не кажам кај нас, да биде цело време некаква критика, но реалноста е така. Не, добро, зборуваме чисто со факти, со историја и со сегашност, затоа што е тоа така, конечно. Е моментот таков. Наистина се карактеристични англиските боксери со својата енергија, можеби ритамот на Омот Џо не е баш таков како на претходните, меѓутоа и бугаринот Иванов цврсто стои за сега. Да, нема подценување, значи ова се боксерски школи со традиција, а нивната подготвеност доаѓа од таму што ете стои дека е национален шампион, така државен првак англичанецот, значи пак го кажувам, нели она порано што важеше за руски, кубански боксери. Воопшто таму да станеш државен првак, ти си веќе подготвен. Не може да не си, затоа што никош нема да стигнеш таму до титула на национално првенство. Ама тоа го прави квалитетот и сериозноста и работата во таа држава од кај што доаѓа. И пак ќе се навратам во држави кај што тоа не е случај. Може да има секакви боксери недоволно подготвени, недоволно познавање на боксот и се што, иако во поново време, денеска се помалце се такви затоа што се сменети времињата. Споменав, нели, претходно на почеток на преносот, денес една Белгија, што Белгија, можеби Луксембург, не знам кои земји, таму Шпанија, што минатото беа апсолутни, можеби, аутсайдери на боксерски првенства, денеска имаат веќе добри боксери, одлични резултати и медали на европски и светски првенства. Сликата е сменета воопшто во светскиот бокс. Следиме делот по интересните моменти од предпоследната денешна борба, денешен меч. Стефан Цубалевски, македонски судија со 3 звезди во рингот. Почеток на третата рунда, раунд 3. Трета и последна рунда. Предпоследната борба ќе подсетам, а потоа одиме и во категоријата до 90 килограми. Хрватско-молдавска пресметка ќе биде тоа. Па ќе имаме можност во категоријата каде што еден удар може да го реши. Така, и оваа е иста категорија, значи овие веќе од полутешка нагоре се специфични тежински категории каде што ние така знаеме да кажеме, нели, еден удар може да реши се. Секако дека и оваа е нова категорија, нели, за гледачите малце да појасниме. Во минатото беше категоријата полутешка до 81 кг, тешка до 91, супер тешка над 91, оваа е сега нова уфрлена и можеби со право во професионалниот бокс одамна функционира. Cruiserweight или крузер тежинска категорија.
сака да каже таа е нешто помеѓу полутешка и тешка, затоа што е голема разликата. Од беше полутешка до 81, тешка 91, тие 10 килограми. Да, многу влијат. Да, беше една голема разлика и сега тоа се подели 86, така вака. Подобро ли е вака според вас како поранешен боксер? Подобро, видете, не случајно во профи боксот има 16 тежински категории, ама друг е проблемот. И во другите боречки спортови во боксот, Олимпискиот комитет, Интернационалниот олимписки комитет ќе притиска да го намалат бројот на тежински категории за да се намали едноставно и бројот на учесници на олимписките игри и тоа веќе го имат направено во џудото, во борењето, така да го стигнат тој боксот и од поранешните 12 категории, а во профи бокс беа 16, се спуштија на 10, па и помалку, не знам сега најново како е, категории тежински, кои се официјални, нели, на олимписките игри. Аналогно на тоа, ако се тие официјалните, тогаш на сите турнири кои се под покровителство на таа боксерска федерација идат по тие категории. На светски европски првенства, па и на златен гонки секаде. И така да околу тежинските категории може да се отвори дебата и многу да се збори, но фактот е тој, има голем удел, она што ќе им го каже Интернационалниот олимписки комитет. Инаку во профи боксот екзистираат 16 тежински категории, кои од една до друга категорија во килограми разликата е 2 до 3, некаде 4 килограма и тоа е можеби најреално. Така. Ајде да видиме сега во оваа предпоследна борба. Ќе го добиеме победникот. Англичанецот имаше доста добар ритам и навистина дојдоа со добри квалитетни боксери во однос на предходниот Џозеф Тарнер кој боксуваше со Ален Рустемовски. Видовме квалитета, а овој Омоџор е во делот на Rising Stars или боксери кои допрва, чие време допрва треба да дојдат звезди во доаѓање, што се вели во превод. Така е. 18 години. Навистина извонредно. Финале 90 килограми, Патрик Плантич од Хрватска и Андреј Заплитни од Молдавија. Плантич од Хрватска од екипата на Катран Загреб, на U22 шампионатот на Хрватска беше шампион во категоријата до 86 килограми. На Трофеј Сараево минатата година прогласен за најдобар боксер во конкуренција U22. Во финалето на Сараево Трофи со нокаут го победи боксерот од Босна и Херцеговина. Учествувал на многу турнири, на Гран При Загреб, учествували и македонски боксери, но овој се сеќаваме, тоа е доста квалитетен турнир. Наведен еден од боксерите кои треба да имаат практично влијание во хрватскиот бокс. Ке видиме сега за каков потенцијал и квалитет станува збор. Андреј Заплитни од Молдавија, роден 99-та година, во категоријата 92 килограми, 2023-та овде во Скопје го победи Габриел Ричардс од Шведска. Значи има ново учество на златниот гонг и едноставно ја знае атмосферата овде